викендов сите љубители на тетоважата ќе можат да уживаат во дневен настан кој што ќе се одржи во Скопје во рамки на 47-то издание на Скопско лето, затоа што точно во лабораториум ќе се случува овој викенд. Ќе разговарам со тату-артистот Симона Новаковиќ од студиото Етернити. Симона, добро утро. Добро утро. Ви благодарам што дојдовте. Благодарам и на тебе за издвоеното време. Ајде на кратко да им откриеме на гледачите што е она што посетителите ќе можат овие 2 дена да го искусат. Во најавата за овој настан стои дека ќе има тетовирање во живо, презентација на уникатни дизајни. Што точно ќе се случи? Вака ќе може да видат тетовирање во живо. Ќе бидеме 5-6 артисти кои што ќе си работат нивни стилови, значи ќе може да видат различни стилови на тетовирање од 5-6 артисти. Исто така ќе може да ги видат нашите wanna-do дизајни кои што ќе бидат таму по промотивна цена и ќе може да се тетовираат на лице место. Доколку сакаат, значи да уживаме, да тетовираме и така. Доколку некој се уште нема идеја за тетоважа, има време до... Има време, ќе дојде, ќе се договориме, ќе видиме што сакаат, како сакаат, така да тоа нас не работа. Така. Тетовирањето се разбира е уметност, меѓутоа како вие гледате на нејзиното место во современата културна сцена и дали ваквите настани придонесуваат да се разбијат се уште верувам присутните предрасуди за тату културата, Вака, да, предрасудите секогаш ги имало, секогаш ќе ги има, но во последно време тоа е повеќе смалено, значи тетоважата веќе се гледа како уметност на телото и си представува своја приказна. Секоја тетоважа си има своја приказна. Така да многу ми е мило што се смалени тие предрасуди и луѓето се поиште и поиште од помлади до постари сакаат да се тетовираат. Така, ваквите настани колку помагаат во тоа и дали се планираат и за во иднина, колку се присутни кај нас, еве вакви, да речеме, настани во кои што токму како тетовирањето како уметност доаѓа до израз? Многу се битни, многу помагаат и не знам, значи помагаат општо. Значи луѓето да видат дека тетовирањето не е некоја лоша работа, туку е дека е една професија на која што ти се изразуваш со уметност и тоа е тоа. Значи дека помагаат, дека ќе организираме и следна година, се надевам дека ќе организираме нешто поголемо, поинтересно. Еве за прв пат сме оваа година на Скопско лето, така да се надам дека ќе поминеме супер и дека следната година ќе направиме поголем бум. Еве и повик до сите оние кои што се заинтересирани, а не знаат да присуствуваат. Да, фала ви. Благодарам многу на овој разговор и посакувам успешен настан. Фала ви. Со тату-артистот Симона Новаковиќ зборувавме за предстојниот настан, односно овој викенд во Скопје, дводневен настан на кој што ќе можат да дојдат сите љубители на тетоважата, а кој пак се одржува во лабораториум во рамки на 47-то издание на Скопско културно лето.